Пролетното сонце во јануари, денеска немаме голем број пазарџи да го посетат градскиот пазар. Некои само прошетаа помеѓу тезгите, но повеќето купуваа раноградинарски производи, јужно овошје, зимница, компири и друго. Нашето внимание денеска го привлекоа трговците со конфекцијски производи, чевли и разни ситнурии, распослани со своите тезги од мостот покрај зградата на Ивана па се и до џамијата. За продажбата да не ти кажам. Дури за кафе дури немаме пари денес. Многу слабо е, значи пазарот не се движи. Народ нема. А плаќате ли за тезгите? Има ли инспекција? Ја те инспекции доаѓаат, плаќаме, кога не плаќаме. Се е регуларно? Па се е регуларно, 500 динара резервација, 50 динара секој пазар плаќаме. Од кај ги носите овие производите, робата, од кај земате? Од Шутка. Од Скопје. 2 пара 150 даваме. Нема пари за леп. Тоа ли е задоволство? 100 динара беше, сега 2 пара 150. За бутикџиите и трговците, работењето на тезгаџиите е класичен пример за нелојална конкуренција, бидејќи додека првите имаат трошоци за кирија, струја и водење на фирмите, потоа и даночните уврски, вторите сето тоа вешто го избегнуваат. Но како и да е, овој бизнис со кој главно се занимава ромското население засега функционира, а еден дел од граѓаните се редовни муштери токму кај тезгите, бидејќи тука можат да се пазара, ценкаат и да ги намалат цените согласно нивните